сите тие проблеми може да се решат ако се решат овие круцијални работи како што се статуса на војниците. Зошто го кажувам тоа? Затоа што професионални војник кога гледа дека се ближи на кај 45 и гледа дека нема што после, се ќе направи да конкурира и да успее да отиде, бидејќи со тоа ќе добие право на пензија, ќе поработи уште 5-6 години после пензионирање и ќе замине во пензија. Така да сето тоа што е еден вид што било како корупција за таквите работи може да се сведе со ова кога ќе секој војник кој ќе добие после 45-та година пензионирање или некое другото барање што го имавме, кај што имавме еден таков предлог кај што професионалните војници баравме после 45-та година да преминат во агенција, државна агенција за обезбедување, кај што ќе обезбедуваат витални објекти од витално значење за државата и кај што ќе работат до наполнување 40 години стаж, а тоа е негде 51-52 години и да заминат со исти услови како и подофицерите и офицерите и цивилните лица. Така да кога ќе се случи таа промена, нема причина зошто некој професионален војник да тргне по тој пат на подмитување,